Пред 30 години се урнаа Македонка и Астибо и како работници протестиравме за работа и плата. Сега, како пензионери, пак протестираме, бидејќи од нас направија социјални случаи, рекоа пензионерите на денешните протести во Штип. Фабриките Македонка, Астибо, како стока по улиците. Плакаеме за леп. И сега дојде ред, кога се пензионери штрайкувале, кажете ми. Ово е жално. Неќем пакет да ми дава. Ја не сум социјален проблем, па пакет ќе ми дала. Па тоа е понижување на... Да, лоша судбина, многу. Од 95-та и 6-та и 7-та крваво не ни дава 2 плати у годината зимаме. Секогаш пред нова година ние штрайкуваме за плата. Бонове со лебове од дисконтите теглеме кисињата за леб. И сега да дојде ред пада истата судбина. Каква е ово, ја не знам каква судбина имаме ние. На опозицијските ветувања дека сите линеарно ќе добијат по 5000 денари, но една година подоцна, пензионерите размислуваат вака. Ама тие обеќања ги обеќаат за време една година. Тоа ќе биде 2025 година, може ќе ги пуштат јуни-јули. И тоа не важи за нас. Ние ќе одеме исто и до тие лидери, ќе обеќаме се и гласове, само у најскоро време, месец-два, да има да се реши тај проблем. У нашата програма да биде, у нивната програма да биде, да се реши тај проблем. У најскоро време, а не после година време. После пупу не важи. Тоа не важи ништо. Нема ке, само ке, кажуваат, а парите ги нема. Додека не обеќат, нема гласови за никој. Сонја Арсовска, председател на иницијативниот одбор на незадоволните штипски пензионери, изјави дека сегашните владини ветувања содржани во антикризниот пакет мерки, нив нема да ги предомисли. Ке кажам дека овие пари што сега на 15 декември кажувате дека ќе ги давате етапно до април, нема да ја сменат нашата борба, нема да ги поделат пензионерите. Ние сме единствени и мислеме и очекуваме со надеж дека ќе успееме. Да бидете живи и здрави. Вечна да е Македонија, вечни да се пензионерите на оваа држава. Во пресрет на новогодишните празници, Арсовска предложи порака од пензионерите до Дедо Мраз. Да го повикаме ние пензионерите, иако е уште рано, Дедо Мраз, и да им посакаме сите пратеници и министри да имаат како нашите плати и пензии.